Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек. Вечерва гостин во студиото е господинот Александар Николовски, вице-премиер и на владата на Република Македонија и министер за транспорт исто на владата на Република Македонија. Господине Николовски, добро вечер, добро дојдовте. Малце тешко. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам секогаш задоволство да се гостува кај вас. Одамна не сме се видели, да, има 2-3 години. Од опозиција. Ви честитам прво, освоивте историски најдобар резултат. Благодарам и благодарам на граѓаните, тие не гласаа. Благодарам многу. Неочекувано. Значи како ја го споредувам ова кај нас во Македонија, вашата победа на ВМРО ДПМН ја споредувам со она што се случи во Америка како предвестник. Она што им го направивте, граѓаните што им го направија на СДСМ, исто граѓаните на Америка што им го направија на демократите. Мислам дека една неверојатна промена се случува на светско ниво. Иако има актуелности уште денеска од 12 сат за вас за Министерството за транспорт и ќе идеме со тоа. Малку вака, ве знам колку сте биле политички активен, сте биле во Советот на Европа. Добро ја познавате европската политика, европските политичари, светската политика. Откако станавте министер, коце на улица, асфалт и фрчат на сите страни. Шега на страна карикирано. Но едно ваше согледување, не сум имал гостина од ваш ранг, согледување што се случува откако дојде Доналд Трамп, говорот на вас во Европа и сите овие промени. Имате ли... Ќе ви одговорам, само кратко интро на првиот дел од прашањето. Ајде. Јас покрај министер за транспорт сум и заменик председател на владата, единствено од ВМРО ДПМН, така што тоа дава и доволно политичка тежина на ова што го работам. Причината зошто го одбрав овој ресор е затоа што мислам дека сум во фаза од животот, некои најплодни години, петта декада од животот, каде што мислам дека најмногу можам да дадам и мислам дека ова е ресор кој што има најмногу видливи проекти кои што допринесуваат за доброто на граѓаните. Јас сум се докажал претходно, кој што спомнавте и во други области, но мисля дека е сега време да покажам дека знам, можам и испорачувам конкретни дела и нема да звучам воопшто скромно, но тоа ми е и карактерот. Очекувам да бидам најдобар во ова што го работам и мислам дека тоа граѓаните го очекуваат. Покрај тоа сум председател и на Комисијата за економски систем и тековна економска политика на владата. Баш денеска имавме комисија. Имаме комисија секој понеделник, тука влегуваат сите економски ресори на владата и практично се координира економската политика на владата. И секако со поддршка на премиерот Мицкоски работиме големи проекти. Многу е значајна неговата поддршка. Големи проекти без премиер не се работат. Тој е дневно вклучен, ги прати на дневна основа и на тој начин сакам да испорачаме големи проекти. Во однос на она што кај нас во народот се перцепира како сува политика, иако јас мислам дека и ова е политика, вие да изградите автопат или железница е и како политичко прашање, но во однос на она што се доживува кај народот како сува политика, не е дека сум се откажал, напротив, многу често коментирам. Есента остана забележана епската битка со господинот Бојко Борисов, кој што нели бараше оставка од мене. Ја оставка не дадов, ама тој премиер не стана. А како не ми бевте тогаш гостин? Мислам дека беше опасно препукување тоа, линија Мажино. Точно, мои коментари можеби во дел од бугарската јавност отворија вака одредена друга перспектива за господинот Бојко Борисов, можеби и не знам. Така што јас од таа сува политика, народски кажано, не сум се откажал. Во тој контекст мислам дека победата на председателот Трамп во Соединетите американски држави не е изненадување. Факт е дека светот се менува. Но сигурно дека... изненадување ова кратење во USA. Па не, тоа беше ветување изборно, знаете. Не, вака. Никој не го очекуваше ова. Па можеби за нас отстрани, иначе граѓаните во Соединетите американски држави сигурно го очекувале, зашто Појма немаат американците што е USA. Паметни ова кога им го да не ги извед... подценуваме. Не е тоа случајно нација број 1 и држава број 1 во светот. Тие се паметни, не знам другиве колку се паметни. Така што па така е сега добар е, дрибла, додава, ама не дава голови. Тој што дава голови, тој е најдобар фудбалер. Истото и ова. Тие се држава број 1 во светот. Не е од што се глупави, од што се паметни се држава број 1. Така што се вратам на основата,
Мислам дека светот оди во една постлиберална фаза, во фаза каде што идеите од 80-тите и 90-тите години веќе се надминати, затоа што како и секоја природна состојба, на крајот на денот и политиката е една состојба која што се прилагодува на природата, таа идеологија презреа. Идејата нели на таа идеологија беше да се симне комунизмот, да се турне комунизмот во 80-тите и 90-тите години и успеа. И јас сум лично поддржувач на таа работа и многумина се поддржувач на таа работа. Јас сум и убеден антикомунист и сум човек кој што нема ништо со таа работа, напротив, и семејно и лично. И таа идеологија во 80-тите и 90-тите даде голем резултат, огромен резултат, се ослободи пола свет од комунизмот. Веќе во 2000-тите проба се трансформира низ она движење кое што требаше да стане глобалистичко, а тоа е да се рушат границите помеѓу државите и да нели слободно се движат луѓето, добрата и така натака. За веќе малце подосна да таа идеја е киднапирана од луѓе кои што пробаат да ја злоупотребат таа идеја во своја корист, нели символ за тоа е Џорџ Сорос, но не е само тој, има и многу други кои што пробаат тоа да го направат, на Майкл Блумберг, на пример, од Соединетите американски држави, Руперт Мардок и да не ги бројам од Велика Британија еден по еден. Така што таа идеја, како што кажав, како и секоја друга идеја, презреа и е потребна сега нова идеја. И новата идеја е дека да, ние сме демократски држави, слободни држави, но повеќе треба да се грижиме за својот двор, помалце за туѓиот двор. Затоа што грижејќи се за туѓиот двор, некако го забораваме сопствениот, повеќе да се свртиме кон себе, а помалце да ги учиме другите како да живеат и да ги оставиме да си живеат како што сакаат. Тоа ние не можеме со 2 милиони да го направиме, ова кога велам ние, мислам на тие што го прават тоа, а ние како Македонија сме само гледачи на и ова и претходната представа. Така што не сум изненаден од она што се случува во светот. Напротив, мислам дека е нешто што беше очекувано. Формите можеме да ги коментираме, појавите можеме да ги коментираме, но генерално насоката е таа и не значи дека и оваа насока ќе е вечна. Ќе дојде и на оваа насока време која ќе презре, па ќе дојде некоја трета, четврта. Таков е светот, таков е векот, таква е политиката да постојано се менува. Морам да ве потпрашам. Хавиер Милеј, пред 2 години како избран председател на Аргентина, влезе со моторна тестера, циркус, смешки, омаловажување. Скрати 10 министерства. Сите оние расходи непотребни на државата ги скрати и првпат после 30 години Аргентина од троцифрена дојде на едноцифрена, па и минусна инфлација. Неговиот успех го следеше Елон Маск, кој му предложи на Доналд Трамп истото да се направи преку формата DOGE или Department of Government Efficiency, нешто што мислеа дека е само предизборно ветување колку дрн, дека нема да биде сериозно. Очигледно дека и му го предочи, он и го спои, бидејќи Милеј па е либертаријанец, кој не само што е антикомунистан, туку е тотално она капиталиста во најчистата форма, пазарот да се регулира сами од себе си, што помалку да се меша државата. Америка во овој момент има даноци кои се 40%, Кина има 10%. Прашајте било кој инвеститор од Марс да дојде, он ќе рече инвестирам таму. Зошто? Најповолно ми е у моментов. Сакам да кажам, она што го прават сега американците, оваа власт, Трамп заедно со Елон, DOGE и сите овие нови дојдени, отварањето, транспарентноста, како што делуваше преку USAID, да има шарени револуции кај нас, ве малтретира, не малтретира, не само на цел свет и така натаму. Сега ја гледам дали ова влијание може да влијае токму на државите да го ослободат граѓанинот од давачки непотребни, преголеми. Вие конечно, тоа се индивидуални политики на секоја држава. Воведовте скоро рамен данок, 10%. Не скоро туку рамен данок. Тоа ми е прашањето. Имаме ли шанси? Политика на ниски даноци. Така сме одлучиле. Други држави одлучиле да имаат политика на високи даноци. Мислам дека тоа си одлука за секоја држава. Не мислам дека целта на овие промени кои што се случуваат во Соединетите американски држави е да наметнуваат на било кого било што.
затоа што кога би наметнувале би биле исти како претходните, а се различни, затоа народот ги избра. Претходните имаа намера да наметнуваат, овие немаат намера да наметнуваат и затоа мислам дека треба да се навикнат луѓето дека нема веќе да имаме онакви лекции држење какви што имаше во минатото. Но тоа е нивна работа, ние својот двор треба да си го гледаме. Мислам дека е одлично што премиерот Мицкоски имаше две вонредно значајни посети, една за време на инаугурацијата, втората минатата недела за време на конференцијата на СИПЕК, каде што за држава, ние мора сме свесни која држава сме. Ние сме држава со помалку од 2 милиони жители, која што не излегува на море и која што на светската политичка сцена е скоро ништо. Јас ја сакаме, јас најмногу ја сакам, затоа се занимавам со политика, за да допринесам нешто за државата, но мораме да ги гледаме фактите. Ние не можеме да се мериме со Индија, не можеме да се мериме со Кина, не можеме да се мериме со Малезија, со Франција, со Германија. Едноставно, за жал, толкава е големината и таа е позицијата. Јас често велам, ние сме лилипутанци на светската политичка сцена. Во такви услови, првиот човек на државата, два пати да е поканет во Вашингтон на почеток на мандат на нов претседател и при тоа да има обраќање на најбитниот настан кој што го има владеачката партија таму и да е само вториот од Европа кој што има обраќање на тој настан, мислам дека многу говори за почетта која што ја добива и тој лично, а преку него секако и Македонија, затоа што е прв човек на Македонија. И како конспозори денеска беше избран предлогот на Соединетите Американски држави, у кои ние сме конспонзори. Точно. И ова е нешто што мислам дека Македонија претходно не го видела, нешто на што треба да сме горди и секако да даеме подршка. До сега не сме имале овој профил на посети и овој профил и квалитет на јавен настап, на средби до сега не бил виден. Ние претходно за жал сме гледале први луѓе кои што на државата или не може да отидат таму или ако отишле таму на улица давале изјава буквално. Се не сакам никого да навредам, но така било. А сега го имаме првиот човек на државата кој што седи во одбраното друштво на владеачката партија, на републиканската партија, е на иста сцена на која што настапува претседателот на Соединетите Американски држави, подпредседателот, националниот советник за безбедност и така натака и така натака. Има многу подпрашања, но очигледно ќе треба премиерот тука да дојде да одговара, особено што прв пат се појавуваат македонски милиардери кои даваат отворена поддршка на премиерот, на оваа влада, и тоа може да биде добар импут. Државата треба да оди напред и многу е значено дијаспората да помага. Да. А знаеме дека државите подпомогнати од дијаспорите и тоа како се одржуваат и напредуваат. Апсолутно, многу е значена улогата на дијаспората. Многу. Океј. За мене лично е големо изненадување. Се образложивте зошто го земавте Министерството за транспорт, кое е многу специфично и кое во суштина е биг дилот на една држава каде што треба да ја гради инфраструктурата која не е веднаш исплатлива, но на подолг рок се развива економијата, инвестиции и така натаму. Патишта, железници, авиосообраќај, тоа е клучот на Министерството за транспорт. Но, кога дојдовте, првиот или вториот ден, да не карикирам, извадите, веднаш го викнавте министерот за внатрешни работи и му дадовте 3 пакета доказен материјал за криминал во Министерството. Докаде е процесирање за тоа што го открите таму и... Па јас се сеќавате, после тоа со месеци го молев обвинителството да нешто преземе. По таа насока, јавно секој настап ве замолувам. Зашто замолувањето многу не видовме. Се надевам дека со изборот на нов обвинител ќе задвижат овие работи. Колку се сериозни тие криминали кои ги открихте? Според мене многу. Јас добив ревизорски извештај од Државниот завод за ревизија, кој што е катастрофален според мене, и ги пријавив во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи и во јавното обвинителство. До тука јас можам. Натака, тие кои што го над криминал. Оно што гледаме е дека нема завршница. Нека излезат, нека речат, погрешни му биле наводите на Александар, нема ништо, чисти се, луѓето работеле како што треба. Ама тоа не го прават, а не одат ни кон поднесување на кривични пријави. Ја не можете лимбо ситуација да држите каде што не давате одговор со месеци. Или има, или нема, така? А ние овдека сме во ситуација, чекаме. Претпоставам во
Заради истрагата не смеете да ги кажувате деталите кога се веќе процесира. Не, ама мислам дека истрага. јасно е на јавноста криминали во јавно претпријатие за државни патишта, за дел зборував и во собранието поврзани со експропријација, таму е нели полесно имаме имунитет. Понатака во македонски железници и транспорт и инфраструктура, во рамки на самото министерство. Значи, бројни вака детектирани наводи за криминал, кои што до денес никој не рече дека не се криминал. Се надевам дека следниот чекор ќе е да има истрага и да се обвинат оние кои што нанеле штета на македонскиот буџет. Морам да признам дека за многу краток рок некои проекти кои беа започнати уште од ВМРО ДПМН, па 7 години стоеа, буквално, јадеа пари, а буквално ништо не се случуваше, ги завршивте во рекордно време. Како Монти Пајтон, министерство излезе опозицијата да рече ние ги направивме тие проекти. Им се смешно. Насмеа народот, се утепа од смеење народот да биме вака подиректни и се повлекоа после тоа. Катастрофа, ше кажа. Кажете ми, изборот на прв човек кој го пуштите, мислам, Коце Трајановски е извреден избор. Да, одлична работи директорот на јавното претпријатие за државни патишта. Јас имам многу високо мислење за него. Се работи за исклучително посветен човек, добар менаџер и еве покажува дека со голема посветеност може да се движат проектите. Ние во синергија работиме, скоро и на дневна основа да се гледаме или да се слушаме. Јас често знам да влезам во проекти кои што, ако гледате најтесна моја надлежност, не треба да го правам тоа, но сакам да помагам, да фасилитирам. Истото го правам и со директорот на Железница инфраструктура, Синиша Ивановски, таму допрва ќе доаѓаат многу добри вести. Истото го правам и со Железница транспорт, со Кошутич, со јавно претпријатие за стамбени деловен простор, со директорот Маријан таму и да не ги бројам се еден по еден, имам ја поприлично директори под мене, Пошта е под мене, Мепсо е под мене и така натака, да не одам сега едно по едно, но со сите работам како да сум дел од нивната структура, што претходно министри не го правеле, туку велеле добро, тие се независни институции, нека си работат. Ако ја ставите така работата, нема да има успех и затоа брзо се гледат резултатите. Видовте денес Војна болница, ја мислам, од која е изградена, не е реновирана. Тука ми е многу интересно. Аеродромот, јас гарантирам дека од како изграден не е реновиран. Не, апсолутно. И веднаш сакав да идам на тоа, но само ме збуни. Го гледав целиот прес кој беше многу бриф, многу а моите колеги едноставно потврлија со некои си маргинални прашања наместо да се фокусираат, па се надевам дека јас ќе извлечам тоа што ме интересира. Прво сум неинформиран. Кажете ми, зошто Министерството за транспорт финансира проект за обнова на болница? Па, сега технички благодарам што ги поставувате прашања, јас ги очекував и на пресконференцијата, но бишо би. Па, така е. Ја ги очекував исто и оти се чуда, викам, ајде ќе праша некој од колегите, викам, ја не сум најпаметниот, добро. Како и да е. Значи, прво, финансиер на проектот не е Министерството за транспорт, финансиер на проектот е компанијата ТАФ. И ќе објаснам и за тоа. И тие се тие кои што ќе ги избираат изведувачите, тие се тие кои што ќе ги избираат проектантите, тие се тие кои што ќе ги избираат добавувачите. Значи, тие бираат и тие плаќаат. Сега, прашањето е зошто ТАФ? Затоа што ТАФ има договор за концесија на македонските аеродроми 2, според кој што договор има и своји фискални обврски, односно финансиски обврски кон државата. Кога дојдовме низ архивата, јас првите месеци по цел ден само читав, така го открив и оној договорон од 252 милиони евра плюс за Бехтел Јенка што го кинавме на влада, и обидот за арбитража за Охрид Кичево од кинезите, 302 милиони евра спасивме првиот месец само со читање. Читајќи така, најдов на тоа дека ТАФ има обврска од некаде нешто помалку од 15 милиони евра или 902 милиони денари кон државата. Годишно? Вкупно се собира. Вкупно тоа треба. И седнавме, ги викнав представниците, тие велат, дајте проект да инвестираме во нешто. А си чутале фино, до сега им било да ако никој ништо не бара. Во нивна положба. Бебето не плачело, така е. И ние размислувавме што да правиме и ги предложивме овие два проекти. И ќе објаснам зошто ќе почнам од помалиот. Скопскиот аеродром, терминалната зграда се реконструира, се догради и се изгради нова, даде комплетно нов импулс во патничкиот
воздушен сообраќај. Охридскиот, за жал, тоа не се направи. Крена од тоа што беше порано, но е далеко од тоа што би сакале да го видиме. Во услови кога еве пред мене ги имам 9 нови авионски линии, кои што ги донесовме само за неколку месеци, во услови на променет начин на субвенционирање и во услови кога најавивме минатиот викенд 35.000 туристи надвор од сезона, тоа не се 35.000 ноќевања, 35.000 туристи кои што ќе имаат помножено по неколку ноќевања. Во такви услови ние мора да имаме модерен аеродром. И мислевме дека е фер да, како што се посвети внимание на Скопскиот, се посвети на Охридскиот, секако во помала форма, во помал обем, затоа што е помал аеродром. И тоа беше едната одлука. Иначе аеродромот од време на Тито не е чепнат. Знаете, постои една Тоа е таа зграда приказна истата од дека тогаш кога во е исто време направен. се граделе и во Дубровник и во Охрид, за Тито да може од ваму да оди на летен одмор. Тоа не знам. Така е. Чилипија. Малце да ја свртиме на шала, па и се вратам на сериозното. Минатата година имавме самит со Унгарија. Сега ќе имаме понеделник и вторник таму, а тој самит беше во Охрид, влада со влада. И слетаја 2 владени авиони на унгарската влада, затоа што ги носеа министрите и премиерот. И ми велат луѓе од Охридски аеродром, овие постариве, велат последен пат 2 владени авиони на аеродромов има слетано Тито кога доаѓаше на викенд тука. Така да, за жал не е чепнат аеродромот од тогаш. И ова ќе е прва голема реконструкција на аеродромот. На А пистата... бројот на терминали останува ист? Не, ќе го зголемиме. Од 3 на 9 ќе се зголеми. Сега. Охридски ќе биде 9 терминали ќе има. Не терминали, се извинувам, 9 каунтери, како и да се вика тоа на македонски. Добро, за прием на картичкирање. Да. Терминалот е една терминална зграда, да. Како и Скопскиот, и Скопскиот е со една терминална зграда, но со многу поголем простор. Добро. Така што тоа беше за Охридскиот аеродром, логична одлука беше дека треба да се вложи таму. Сега второ беше прашање што да правиме. Уште едно за аеродромите? Да. Дали е време пистите да се реконструираат и да се продолжат? На Скопскиот е сега тази се реконструираше, само некако не го изрекламиравме. Еден период нели имаше затворен сообраќај, а Охрид кога Таврија зеде концесијата, прошири пистата така што исти тип на авиони можат на двете да слетуваат. И најголеми можат да слетуваат. И најголеми. Да. Добро, тоа не го. Сега во однос на војна болница. Да. Размислувавме што е најголем проблем во државата, дефинитивно е здравството. Тоа мислам сите оделиме тоа мислење. Затоа што нели Венко Филипчи и Зоран Заев ни изградија нов клинички центар. Апсолутно. Супер модерен. Единствено што остана вака нерешено, малце да сум ироничен, беше војна болница. Односно сум сериозен затоа што не изградија клинички центар. Се решивме да инвестираме во комплекс кој што е целовит, кој што е срце на македонското здравство и во кој што одат најмногу луѓе по здравствени услуги и кој што е главна градска болница на најголемиот град во државата, на главниот град, во која што не доаѓаат пациенти само од главниот град, туку доаѓаат и од други места. И затоа решивме да ја реконструираме војна болница. Ќе почнеме од кровот, иако некому звучи тоа смешно. Прв пат ќе се промени кров на болницата, затоа што сега оперираат со прокиснати тавани. Леле, викам, ајде да не прашувам ова, и таму сме така мизерни, значи. За жал, да. Иако објектот е прекрасен, граден е по сите стандарди. стандарди. Воена болница е изградена за да може да прими пола јена во случај на војна. Значи, понатака го има правиме структура, енергетски инфраструктура. ефикасен, ставаме фотоволтаици на целиот кров, со цел преку ден да може да се користи електрична енергија, да се загрева вода и така натака. Трето, се реконструираат лифтовите и се вадат или се стават нови лифтови, што исто прв пат се случува. Четврто, сите операциони сали комплетно, значи ќе се донесе на нула, се ќе се турне таму и на ново ќе се градат. Сите операциони сали. Тоа значи ново ќе се опремат потполно? Со се опрема, одам на тоа, ќе има хируршки сали, ќе има сали за уво, нос и грло, за абдоминална хирургија и она што е за мене најинтересно, прв пат ќе има роботска сала, она што кај народот е познато како Да Винчи, нели, апаратура за оперирање. Тоа се роботи кои што самостојно оперираат. Тоа прв пат ќе го видиме не во Македонија, во регионот. Под прашање, збориме за роботи за оперирање кои далечински врхни стручњаци ќе ги работат или ќе работат самостојно, програмирано, како вештачка интелигенција? Работат сите, до таму не стигнал светот,
работат далечински, како што кажавте, но Така. се многу попрецизни затоа што докторите даваат насоки. Значи не работи човечка рака, работи робот, вака наедноставно. И тоа ќе е нешто што прв пат се види во Македонија. Дополнително на тоа зборуваме за некаде околу 4000 квадрати корисна површина. Дополнително, што е огромно, дополнително на тоа делот за чисти соби, делот за припрема на докторите, интензивна нега, народски позната шок соба или место за будење, каде што ќе има доста кревети. Понатака целосна промена на лабораториите, од наједноставните до најсофистираните, од обични лаборатории за проверување на крв биохемиски до патолошки лаборатории каде што не дај Боже за онколошки пациенти ќе се прават проверки. Така што сето заедно ќе значи еден комплетно нов лик на воена болница. Ја викам така затоа што така е обнародена кај луѓето и ќе значи еден нов квалитет во македонското здравство, можам да ви кажам дека ќе е подобра од приватните болници. Гарантирам за ова што го велам и што е многу брзо, многу битно, многу брзо ќе ја завршиме. Нашата намера е до ноември месец веќе да е функционална. Што секој ќе согласи. 12 милиони евра. Да, тоа кошта 12 милиони евра со се опрема. Значи, градежна работа плюс опрема. Мене ми звучи малку пари. Ви звучи малку затоа што не крадеме, иначе да беа некои други ќе беше веројатно 24 или 30. Така да ова е реалната цена. Иначе точно пумпале претходно цени и било и 24 и 30. Не, али генерално не мислев на тоа, а апсолутно мислам ако нешто е за пофалба оваа влада, прво тоа 12 што милиони се прво многу... чувствуваме дека не се краде, нели? Многу пари се И 12 гледаме. милиони, иако Сметате дека се многу да, за медицинска опрема. за држава како Македонија се многу пари, но ќе ни стигнат од причина што работиме честно и затоа не се 24. Да Колку е бевме нечестни, ќе беше 24. Колку е капацитетот, колку ќе биде зголеме или останува исто? Зборуваме горе-долу за исти капацитет, но многу повисок квалитет. Ова што е сега нема да се споредува со тоа што ќе биде. Дали ако се растерети сега клиничкиот центар, може клиничкиот центар да очекува малце пустање? Пошто таму е ситуацијата. Тоа ни е една голема идеја што ја правиме со клинички центар. Само немој згради да правите. Не сакам да излегувам. Знаете како, за војна болница одлучив и за Охридскиот аеродром, имав нешто речено, за војна болница немав ништо кажано. Одлучив да молчам до денот додека не ја завршиме работата. Добро. Мислам дека и за ова е подобро така да направим. Денеска беше изненадување за многумина, веројатно и за тоа немаше прашања. Кога се појавивме јас, Таравари и премиерот и кога го соопштивме ова што го соопштивме. Имате среќа што ја не сум бил на пресод. Джигерот ке ви го извадат додека не ги додам овие работи. Па поготово што ја доста сум по болници, ги знам ситуации. Катастрофална е ситуацијата. Значи, вие како ВМРО на времето бевте скоро еден проект имавте за изградба на нов клинички центар. Комплетно нова слика за опозицијата го блокира, па рекоа ние ќе го правиме. правиме. Тие во Ѓорче Петров. Во Ѓорче Петров околчија, лажеа, сушеа и не мислам ме навредува зошто ме лажеа, исто како фабриката за електрични автомобили. Не се. Колку сметате дека вие знаете како концептот кога имате доста пари, но и немате пари доволно. Кога би рекол колку сте расплинати за да можете да се довршат во некое разумно време, додека сте на власт, да речеме, наредниве барем 8 години, сигурно ќе бидете, да ги довршите овие проекти? Ќе ги довршиме. Ќе ги довршиме. Мислам дека нема да остане незавршено. Кичево Охрид? Кичево Охрид сега ќе го завршиме. Ние планираме бар 2 мандати. Не се колата ја искаш. Кичево Охрид, првите 40 км. Мислам дека е најболната точка у целава работа Кичево. Ништо. И клучката за влез кај Охрид. Значи, никако да се заврши. Кичево Охрид е символ на неспособноста на сите претходни влади и треба да е символ на способноста на оваа влада. Ние можеме 20 други проекти да направиме, ако овој не го завршиме, џабе ви е све. Точно и обратно. Одлично сте. И затоа јас најмногу внимание посветувам на Кичево Охрид, да најмалку се зборувам во јавност, исто како со војна болница. Кратко ќе кажам, првите 40 км ќе пуштиме пред почеток на летна сезона, цел ќе опуштиме до крај на следна година како што обетивме. И зборот ќе го држам. Откако ќе го завршиме, ќе излезам во јавност и ќе кажам сите проблеми со кои што се соочивме. Од А до Ш. А има многу.
Многу. На рап на неверојатно колку проблеми има. Критиката и за предходната и предпредходната влада, рековте дека имало стварно проектни утки во проектната документација. Имаше. И тоа беше... И има. Има. Проектиране автопат кој што поминува низ А категорија објекти од тип на болници, кои што не можете да срушите, не можете да ги експроприирате. Хотели, бензински пумпи и така натака. Еве еден пример. Или проектиране со косини од 200 метри, кои што во светов ги нема, а веројатно ќе било пологично еден тунел да се направи тука. Ама, кажав, нема да се правдам. Знаете зашо не ги кажувам овие работи? Што рековте? Имам чувство, и јас го имав тоа чувство дека бевме во опозиција, дека кога ќе се спомне Охрид Кичево, кај народот има две асоциации. Првата е неспособност, втората е правдење. И не сакам да влезам во тој калап. Нити да бидете неспособни, нити да се правдате. Да. Но фер народот да знае и мора да знае, затоа што тоа е проект за народот. Што ветивте дека до крај... Но тоа ќе го направам откако ќе го пуштиме автопатот. Откако ќе кажете. пуштиме се ќе кажам. Што рековте до почеток на сезона? 40 километри пуштаме, а в година го пуштаме цел. Тоа е тоа што го ветивме и ќе го реализирам. Многу амбициозно е ова. После сето стоење, сметате дека ќе го реализираме. Сметате дека е реално да се... Ќе ве поканам и летово и година. Ич не можеш да ме покануваш, ја таму ќе бидам и без тоа. Кај ќе идеме инако? Океј, ајде сега од Охрид. Охрид ни е многу битен. Ќе донесете многу туристи. Има уште мал милион работи кои шкрипат за тој Охрид. Мислам, не можевме ли да направиме за сите овие децении од златното време на Тито Ваш, па до ден денеска, до Свети Наум, до албанска граница, еден широк пат со Тоа е голема тема. пешачка за пешачење, за трим, за велосипед. Мислам, плаче Охрид за Кога бев пратеник, 20 километра да ги испешачиш како пилгримс до Свети Наум. Многу едноставно ќе ви одговорам. Минатиот пат кога бев пратеник, минатиот пат бевме на власт, во собранието на иницијатива на неколку пратеници, морам да кажам и на тогашниот министер за финансии Зоран Ставрески, поминаа средства за изградба на автопатско решение од Охрид до Свети Наум, чија што прва фаза требаше да е Охрид Галичица. Беше блокиран по барање на неколку невладини организации од страна на УНЕСКО, затоа што се нарушуваше биодиверзитетот на штурците на планината Галичица. Да, тоа во документ го има. И заради тоа беше... Јарков карикираш, извини. И ретки видови на пеперутки, ева до крај да видам коректни, да кажам се. И тоа беше причината зашто се блокираше овој проект. И сега веројатно штурците и пеперутките се многу задоволни што патот е тесен и поминува покрај езеро и го загадува езерото. Нели има тука гуми, има улје и така натака. Јас кажав дека ние против УНЕСКО нема да имаме и поштуваме препораките, затоа што Охрид ни е заштитен заедно со езерото и не смееме да се откажеме од таа заштита, но апсолутно мислам дека треба да имаме диалог таму каде што се носат луките во Париз, а не со невладини организации овде. Сега го нема USAID и Сорос. А иначе во невладините организации еден член од Охрид немаат. Главно се скопјани загрижени за Охрид. И затоа одлучив да побарам средба на највисоко ниво во УНЕСКО. Браво. Една средба есента имавме веќе на работно ниво. Сега во март месец очекувам средба на највисоко ниво во Париз, каде што покрај мене ќе дојде и министерот за култура, градоначалникот на Охрид, експерти од различни области и ќе седнеме со врвот на УНЕСКО да ги отвориме работите и да дискутираме и секако ќе најдеме заеднички јазик, но тој заеднички јазик мора да е во функција на одржливоста на регионот, мора да е во функција на зачувување на статусот и унапредување, но исто така и луѓето да можат да живеат таму, а не да се иселат од таму. И ова ќе е прв пат во историја на државата да, народски кажано, на изворот се оди, а не да се чека подолу на реката вода да се пие, така што ќе одиме во Париз да се напиеме вода со УНЕСКО заедно. Добре. Добро е што Европа брзо се менува и брзо ќе се сменат работите и таму, бидејќи ај пак ја да се истерам. Така што гледате, Јанко, се е политика на крај. Се е политика. Гледате дека и овој ресор е многу политички. Александар, мислам дека живееме во време, барем мене ме потсетува, иако не бев толку политички ангажиран, времето кога паѓаше Советскиот сојуз
источниот блок, дека ова време на промени е на такво Да, ниво. јас бев дете тогаш, ама И да, јас дефинитивно исто. е И големи добра промени, споредба, големи промени се случија тогаш како што се случуваат и сега, а вие дадовте добра анализа и ќе го проучувам тоа, пошто мене ми лично ме интересира како финале во мојава кариера овие промени, барем кога ќе испуштам душа со рад, дека ете нешто не упропастивме све како генерација, ете нешто оставивме некоја надеж за децава во некој колку толку добар свет, далеку од добар, ама тоа е тоа. Уште неколку работи за конкретни проекти кои сметам дека треба да ги направи или ги прави. Спомнавте видов некаков прес каде со владата од Косово или со ресорното министерство од Косово разговаравте за некаков си тунел кај Тетово кој би требало да Тетово Призрен. Тетово? Тетово Призрен, практично Тетово Призрен. да се врзе Шарпланина од двете страни, и од Кебрезовица и од Шарпланина. Добро. Супер проект е по мене. Само треба да видиме финансирањето колку ќе е. Во моментов има интерес кај нив за тако нешто? Има, тие веќе работат на нивна страна. Тунелот се копа? Не, во моментов има тендер за проектирање. Проектирањето треба да го вклучи и тунелот и треба после да видиме колку ќе чини, но сме решени да го направиме тој проект и ќе го направиме. Како што кажав, од нивна страна веќе се работи, од наша страна еден дел и онака е направен затоа што се користи за качување на попова шапка. Сега треба да го врзиме во другиот дел. Ќе иде високо тој тунел? Не, ниско ќе биде и тоа е функцијата на тунелот. А колку ќе биде долг? Тоа е тоа што треба да каже проектирањето. Има некои проценки дека може да е меѓу 5 и 6 километри, ама да видиме што ќе каже проектирањето. Јас се обидував таму на мапа дефинитивно сум решен да го завршиме проектот затоа што мислам дека е многу добар проект. Затоа што ќе треба да се градат патишта. Ја седам па на Google Earth и ги гледам, ги мерам каде е најмала должина, ама не гледам патишта кои би можеле соодветно да го и поврзат тие работи. Ќе биде тоа долго, најверојатно долго ќе трае, за жал. На Балканот генерално долго, не се само од Македонија. Но еве изненадување дека сега од Дебар до Албанија, од Дебар некаков тунел се отвара. Да, израдија тие едно, не е тоа автопатско решение, да речеме дека е добар пат кој што оди од Немаат они уште добри од Тирана до не, сега се добри, последниве години со патишта се добри. Изради едно решение кое што оди од Тирана до Дебар, добро решение по мене. На нашава страна ние работиме Дебар-Гарски мост Кичево, со цел да се врзе на автопатот Скопје-Охрид, односно на коридорот 8. И на тој начин, доколку некој сака да оди по тој пат за Тирана, ќе може теоретски од Скопје или од Тетово или од Гостивар, преку Кичево да врти десно на Гарски мост, на Дебар и да се излези на другата страна према Тирана. Така што тоа ќе е едно спојување на коридорот 8, второ спојување на коридорот 8 со главниот град на Албанија. Првото е преку Елбасан, во ваша класична рута на коридор 8. Генерално осмица ќе се прави? Па еве го работиме. Значи, источниот дел на 4 јануари го пуштивме делот од Куманово Страцин до Крива Паланка. Сега работиме проектирање на делот Куманово Страцин. А од Крива Паланка до Крива Паланка е завршено, до граница го реконструиравме и така што тој дел е завршен. Значи источниот дел, поголемиот дел е завршен, се работиме на проектирање на другиот. Од Скопје до Куманово имате автопат, од Скопје до Тетово исто така имате автопат. Од Тетово до Гостивар ќе работиме автопат, затоа што ова што е сега е експресен пат, не е автопат, Тетово Гостивар. Да, го рековте тоа дека треба да бидат по 3 линии. Сега за брзо ќе почнеме. Гостивар Букојчани веќе се работи. Што е тоа брзо? За брзо ќе почнеме, да? Што е тоа брзо? За некоја недела. Добро. Гостивар Букојчани веќе се работи или популарната стража за обиколување на популарната стража. За Букојчани Кичево веќе во моментов има предквалификација, тендерот е објавен. А Кичево Охрид, како што кажав, ќе опуштиме до година, така што тоа ќе значи целосно завршување на коридорот 8 од западната до источната страна и ние ќе сме единствена држава по линија на коридор 8 која што ќе има целокупно решено автопатско или експресно поврзување по целата должина на коридорот. Ловиштето јасен се уште ќе биде уште од времето на Тито заштитено? Да, тоа е заштитено. Нема шанси. Тоа си е, има некои работи кои што
Не Не се можете многу да- за јавност, да. Аха, Си добро. има државата и некои своји Аха, добро. прилики и потреби и зошто некои одлуки се донесени како што се. Сакаш да ми кажеш, можам да ти кажам, ама после ќе треба вреќа у багажник да те Не, фрлам у нема Вардар. такви работи, но Се шегувам. имаме ние и сертификати за државна тајна и така натака. Јасно. Каква таква држава сме? Се надевам немате сертификат. Кога Прилеп и Битола ќе се спојат конечно Сега работиме како на што треба? автопат. Мислам дека автопат. Работиме на автопат Прилеп Битола, а треба да го завршиме. Не Прилеп Битола. Од автопатот. Ќе ви објаснам и за тоа. Добро? Значи, во моментов работиме автопат Битола Прилеп, еве да тргнеме према Скопје. Треба да е завршен до крај на 27 година. Тоа е едниот дел. Вториот дел за брзо ќе почне изградба на трета лента на делот од Плетвар кој што не е покриен со експресниот пат. И третиот дел е Фарич Дреново, Дреново градско. Фарич Дреново таму е една тежок терен кај Фаричка клисура. Тунелите се веќе готови, очекувам најдосна мај месец да го пуштиме во функција експресен пат. Дреново градско го пуштивме на 14 јануари оваа година. Преводот останува дефинитивно. Не, се заобиколува со ова што А ви ќе кажав. се заобиколува? Да, од Беловодица ќе се спушта кон Прилеп. Не ги знам сите овие ветровички. Така што тоа е тоа. Ние видете имавме на уникатна ситуација невидена во регионот, дури и во многу поголеми држави. Добро? За 17 дена пуштивме 42 км експресни патишта и 31 км пруга. Па затоа Нешто ве со кое што критикува. никој друг не може да се пофали во Ама во како регионот. успеавте? Овие дури Со работа се знае како успеавме. Како се успева? се доасфалтираше, буквално не беше или Па сега на Страцин Крива Паланка капка асфалт немаше кога дојдовме. Знаете, стигнавме 60% или не знам, играат со овие проценти. Да, со или си ја проценти, завршил работата или не си ја завршил работата. Така. Тоа е како во школа, или си научил, си добил петка или имаш единица, нема лекцијата, ја знам првите 3 дела, вторите 3 дела не ми текнуваат. Во однос на Прилеп градско или делот градско Дреново, там многу работи фалеа кога бевме избрани, ограда немаше, да не зборувам за други работи. Сеќавате Венко Филипчи и Благој Бочварски кој извади едно видео со вештачка интелигенција, па јас ги пуштив поручекта кандидативе наши за пратеници без вештачка интелигенција да се снимаат на патот, некако едно со друго не одеше. А вториот дел уште го работиме, уште се работи, така да бил завршен, зашо би го работеле ние сега? Има една карпа таму ја решаваме, која што буквално висеше над патот, така беше испроектирана. И беше наша одлука дека треба да се отстрани од безбедносни причини. Тунелите се работат, мостови се работат. Значи си има работа која што се работи. Косините не беа решени, но до мај месец ќе ги завршиме и ќе ги пуштиме. и кога ќе можеме да се возиме ние од Скопје до Прилеп и Битола без да идеме преку преводот? Прогноза, Преводот отприлика. ќе го решиме за една година од сега. А ако зборуваме кога ќе може од Скопје до Битола да се оди што по автопат, што по експресен пат, тоа ќе е до крајот на 27. А стража ќе избегнеме ли некогаш? Стража ова е Кичево Букојчани што ви кажав. А за тоа го Кичево работиме. Кичево Букојчани. Букојчани е за Ја обиколување мислам на уште стража. вамо за Прилеп и Битола збориме. Се извинувам, малку Не, губам претходно фокус. зборував за Кичево Да. Букојчани, така што Кичево Букојчани е за обиколување на стража. Отидоа мекиците. Тој Не се. направи Ако други. диета. И тој ќе оди многу брзо, иако е многу тежок терен, ќе оди многу брзо. Планот е за 3 години да се заврши. Исто кинезите ќе направат? Не, тој е Бехтел. Ти е многу убав, еден живописен терен е таму, оди паралелно со пругата. Преубав ќе, мислам, таму ќе е за фотографирање, за туристи, затоа што е допрена природа и ќе се обидиме и туристички да го развиеме, да има повеќе стојалишта, повеќе места кај што луѓето ќе може да застануваат, преубав пат ќе биде. Ќе го дочекам? Па тој треба, значи ветивме, него го почнавме во октомври 24 и ветивме дека до октомври 27 ќе го пуштиме. Добро, имам шанси до 27. Како нема шанси. Се надавам дека и Ибарската магистрала до Косово, дека и тоа ќе биде, иако рековте Таму малце таму со дека криминал имаме проблем, затоа што со е тежок изместена криминал, затоа два што пати е изместена трасата. и ја продавале, За да купувале своје земјиште третиот да пат- го препродаваат.
миракулно, што би рекле нашите пријатели од Хрватска, или чудесно. Миракулно. Да. Чудесно, 2 фирми и 3 физички лица да ја купат целата траса од претходните собственици и од нив да треба да се експроприира. Сега малце ние им ги помативме сметкива затоа што не експроприраме. Изијам се сега и слушам се многу нервозни, што парите ги дале, а пари не земаат. Но шала на страна, тоа го доведува проектот да поскапи многу. Проценета вредност на тоа поврзување е 171 милион евра, веќе сега движи околу 240 милиони евра со можност до и на 300. Ако идете по нивното, нивните да ги откупите? По нивното. Да. И јас тоа нема да го дозволам. Решивме да одиме со тендерот, да видиме што понуди ќе добиеме. Дај Боже ја да не сум во право и да одиме со понуди кои што ќе се во рамки на цена, но доколку не се такви, ќе име со друга траса. Нема трошиме народни пари за криминал на одредени структури од ДУИ. Не, па и логично, мислам, ке ве Ќе прават тие притисок, ќе викаат тебе не сакаат да се поврзат со Косово, доцни проектот и така натака. Знаете, за 7 години едно само зборев. Очекував ако нешто друго, ДУИ, дека албанците во претходната влада, ако нешто друго, ако нешто прво направат, векам очекував дека тоа ќе биде автопат по 4 ленти до Косово заради идеолошки работи. Па еве направиле... Нема идеологија бе, очигледно дека нема идеологија, само па ДУИ најмногу својот народ го крадеш. Вие кога ќе видите најголеми жртви на владењето на ДУИ се албанците. Големи промени се случуваат. Кажете ми, има ли надеж со железницава воопшто и има, дали огромна, ќе тоа ми е и зошто ќе се ревитализира? Голема желба ми е тоа. Запуштена е скоро 20 години, ако не запуштена не постоеше јас кога дојдов, ама буквално. Значи, дента кога бев избран за министер, имавме 0 патнички возови на пругите и 0 товарни возови на пругите. Имавме возови што тргна и не дојда. И имавме 24 композиции товарни кои што лежеа на македонските пруги на потегот од Гевгелија до Табановце, затоа што локомотивите откажале и немаше кој да ги влече. Бог да чуе, добро. Сега во моментов имаме 11 функционални карго локомотиви и имаме функционален патнички сообраќај. Тоа е огромната разлика. Така што тоа ми е голем фокус, многу внимание посветувам на железницата и таму допрва добрите вести ќе доаѓаат. Ни треба ли уопште? Ни треба ли некакво... Не треба. Не треба. Македонија е раскрсница на 2 коридори, на 10 и на 8. Железницата главно ни треба за бизнис. И ќе објаснам зошто. Генерално ние сме мала држава, еве градиме автопати, градиме експресни патишта. Со завршување на сите овие проекти кои што ги имаме, брзо ќе се стига од точка А до точка Б. И човек нели сака да влезе во автомобил да си паркира пред куќа. Така, горе долу тоа е. Патничката железница е добра за подолги дестинации и секако дека со добра инфраструктура во Македонија ќе се користи. Луѓе од Виена на одмор ќе во Грција со воз на пример, зошто да не? Побрзо ќе име отколку да чекаат авиони по аеродроми, кога ќе воведеме брза пруга. Но клучот на железницата во Македонија е карго. Ние имаме позиција заради која што се водени балкански војни, имаме позиција која што е уникатна, позиција во која што се сечат 2 коридори и позиција која што ако имаме добра инфраструктура ќе носи многу пари и многу бизнес во Македонија. Затоа што е природен тек да од Атинското или Пиреа пристаниште до Солунското пристаниште низ Македонија робата оди нагоре во централна Европа. И тоа ќе го направиме. А сега? Сега оди, ама споро, отежнато, со мала брзина, дел бараат други алтернативи, подат преку Бугарија, дел одат горе на Риека, ги избегнуваат јужните пристаништа заради лоша инфраструктура. Ова и на грците не им одговара. Да, дел одат дури до Трст. Значи цело Јонско и Јадранско море ги поминуваат. Затоа што имаат изворедни пристаништа каде што инфраструктура за еден сат веќе... Точно. Тоа е тоа што ние треба да промениме и да го скратиме патувањето за 21 ден, затоа што сега најголемите карго бродови кои што го поминуваат Суетски канал не одат на ниедно од овие пристаништа, туку одат преку Гибралтар, ја заобиколуваат Европа и одат горе на Хамбург, на Ротердам, на Антверп и така натака. Но тоа значи најмалце 21 ден плюс патување за бродовите. Доколку се усидрат на Пиреа како најголемо јужно пристаниште, тоа значи кратење на 21 ден што ќе е чудо за бизнисот. Замислете робата која што доаѓа или која што се извезува, да стигне или да се извези за 21 ден побрзо. Добро, грцеве кои ви доаѓаат
у Министерство да ве убедува да користите Северна. Овие Добро, кај работи... мене не се осмелуваат тоа да направа. Знаете, јас кај вас Карикирам. во емисија го извадив прв преспански договор. Карикирам. До денес морам да кажам дека никој не се осудил да ме убедува да користам Север. Карикирам. Не само грци, зборувам и други. Господин Не, министре, ама сакав да го кажам карикирам. ова да знае. Дали јавноста. овие работи што ги кажувате од економски има јасно, пошто Гркот ако нешто Не, друго како не. Многу поеќе него на нас. е решени ли се да помогнат да го тие финансираат? инвестираат, значи Кога ќе видиме воопшто брза пруга ние во Македонија? Барем Скопје 2031-2032. Атина Скопје веќе, се извинувам, Атина Солун веќе има брза пруга. Така? Она што они треба сега да направат е Солун Гевгелија. Но логичен е нивниот одговор дека ќе почнат да градат во моментот кога ќе градиме и ние. Како што ние велиме со Бугарија, дајте да се договориме дека заедно ќе градиме, да трошиме пари, иначе нема логика да трошите пари. Да правите до бугарска граница, а таму нема железница. И кај нив е исто, која е поентата да градат Солун Богородица, ако не продолжува нагоре. Но во моментот кога ќе почнеме да градиме ние, ќе почнат и тие да градат. И ќе имаме брза пруга Скопје Солун, што значи дека ева каде има слика гледачите, центар Скопје, центар Солун ќе е саат и 15 минути пријатно возење. Која година? 31-32. Ајде, нек се возат децата. Внуците, здравје Боже. Ама ова се добри прогнози, се надевам дека ќе Па се работело помалце во минатото, немаше да сме во оваа ситуација во која што сме, но ние се нафативме, како што реков претходно, како што оправданија сите нема ќе се европски работи. држави си го завршија ова одамна и ние те допрва каска. Што се другите големи проекти кои ги планирате Министерството за транспорт? Имаме многу. Еве дел јас набројав, можам да одам еден по еден. Авиолиниите горе долу ги зборувавме, автопатите ги зборувавме, железницата ја зборувавме, работиме на поедноставување на многу процедури што многу ќе помогне народот. Процедури за? Сега човек градежна дозвола не може да извади. Tell me about it. Така што работиме тука да ги поедноставиме процедурите. Бројни предизвици се пред нас, еден по еден ќе излегуваме во јавност и презентираме. Господине министре, ја завршив со некои прашања. Би било сега малце би каскале кога би ви ги поставувал прашањата од гледачите, нема многу, неколку, но се на Facebook стоја таму, па се надевам дека некој од вашето министерство ќе им одговори. Тоа се за некои локални проблеми. Знаете што ми беше мачно на пресот денеска? Прашањето и вашиот одговор на новинарот кој рече дека граѓани од одредено село, место се бунеле затоа што трасата од коридорот 8 им преминувала преку гробиште и така натаму и така натаму. Од една страна разговараме за тоа со изведувачот, кажав денес во четврток имаме состанок. Ќе разговараме, ќе видиме што може да се направи. Значи, до толку е законот така поставен да ние како држава не можеме да реагираме за такво нешто и тоа е чисто... Тоа се законите кои што претходната власт ги изгласа за жал. Ние сме таму во позиција буквално да замолиме, а не да наредиме. Но тоа е тоа. Јас сум се нафатил, кажав, оправданија нема, ќе се бориме, ќе замолуваме. Бехте ли ЕНКА, работат ли нешто конкретно на тема? Работат, морам да кажам дека работат. Ко се име над глава? Па сите сме им над глава, затоа што мора да се заврши тој проект. Нас најлесно ни беше да го раскиниме. Мислам дека и тие ќе беа пресретни. Од проста причина што кога бевме избрани имаа земено пари за безработа. Имаа земено 270 милиони евра за мобилизација и за почеток на работа, а камен нема ја ставено. И мислам дека ќе беа супер сретни да поништевме договорот, да си ги земат парите да си одат. Тие не даја на арбитража, затоа што ние го раскинуваме, уште нешто ќе земеа сигурно. И ние ќе останевме и без пари и без патишта. Ние решивме да ги натераме да работат. И работат. Сметате дека е сериозна фирма која ќе ги изврши работите кога веќе законски Многу сериозна, ултра сериозна. Прашањето е како се поставила владата. Што е една од најголемите светски компании, тоа не е спорно. Спорно е како се постави претходната влада. Може ли да очекуваме поедноставување на граничните приеми? Грците најавија дека ќе го модернизираат Богородица. На Табановце, значи да е one stop shop и за железница. Ќе го подпишеме тој договор на 4 март. Успеав да обезбедам грант тука од страна на европските институции. Ќе работиме Богородица
Гевгелија да оди со 12 прелази, од сегашни 6, значи дупло. Така што тоа е заврзувањето на коридор 10, на коридор 8 веќе е завршен нов граничен премин Ќафасан со Албанија. Скоро ќе биде пуштен во употреба, а пред завршување е нов граничен премин Деве Баир со Бугарија. Што очекувате дека, знаете што, не е ваш ресор, но граѓаните се случува, значи, ценовна експанзија. Државата не може, како во комунизмот, да каже лебот ќе биде 2 денари и крај, иако граѓаните очекуваат и такво нешто. Но гледам како се обидува и премиерот и владата да помогнат на граѓаните, кога има вакво монополско однесување. Сега може би е повеќе политичко прашање. Кои се ингеренциите на државата? Многу жестоко тука настапивме. Очекувам првите резултати многу брзо да дојдат, како никоја претходна влада. Сметате ли дека цениве се реални? Не. Затоа што? Не, Значи, се ова е напумпани. И прв пат мислам дека инспекциите си ја баркаат работата, казни веќе има, ќе има уште многу повеќе во периодот кој што доаѓа и тоа ќе се одрази и на цените. Не може исти производ да има толку разлика во цени, но за тоа мислам дека е посоодветно министерот за економија да одговори, но резултати за брзо ќе има. Океј. Тоа беше се од мене што имав да ви поставам прашање. Ако имате вие уште нешто да додадете. Мислам доволно е вака за една вечер. Ова беше за колку пресод да го надополнам денеска, што мислев дека не. Ви благодарам. Благодарам на поканата, поздрав на сите што не гледаат и благодарам за просторот кој што ми го овозможивте. Со задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.